Значи да, разговаравме со новиот министер уште кога дојде да биде министер. Ја спомнавме стратегијата, во мај месец се собравме пак сите и од комисија и доктори, и институции и пациенти за да ја поправиме стратегијата од 2019 за да ја усвоиме во 2023. Мислевме дека брзо ќе се усвои, дека ќе има разбирање за тоа да биде некако соодветно за нас. Јас многу се изненадив кога беа против нели еве да стои децентрализација во тој 10 годишен план за ретки болести. Исто така беа и против да има како инфоцентар во Министерство за здравство за да ги информира луѓето, бидејќи здруженијата го правеле тоа, но здруженијата нели не се вечни, да бидеме искрени, и мора Министерство за здравство да си има соодветен простор и лица која ќе одговара на сите прашања што ги имаат не само пациентите, туку и многу доктори, затоа што нели за се има соодветна процедура како се регистрира, како се добива лек и сите тие работи. После тоа рековме ајде да почекаме и да видиме дали ќе има некаков напредок. Знам дека во здравството нонстоп се јавува една, друга, трета криза. Значи, тука се пациентите со цистична фиброза кои го чекаат лекот, тука се пациентите на онкологија кои се соочуваат со најстрашното нешто. Јас навистина се чувствувам, пошто и ние бевме во ситуација да примаме фалсификати лекови во 2016 година и знам што значи тоа за еден човек кој очекува да биде излечен, а наместо тоа да го туркаат во смрт. И сваќам дека сите кризи не можат наеднаш да се решат, но исто така мора да апелираме дека ова се проблеми кои траат години назад и кога веќе ни е тешко да се разбераме со институциите, ние идеме кај медиумите, затоа што знаеме дека ќе ги пренесете нашите проблеми и знаеме дека вашиот притисок е онај притисок кој ги поттикнува институциите да ги решаваат работите, затоа што нас никој не ни се плаши, ние сме нели само пациенти кои ја примаат терапијата и треба да бидеме среќни што еве барем терапија имаме. Првиот одговор беше дека терапијата е скапа и треба да се врши соодветна контрола на самата клиника и да не заштителе од фалсификатите. Што ние не го сваќаме, затоа што еве и мултипла склероза се соочуваат со истиот проблем, значи не е само до скапите лекови и не е само до реткоста, значи има и други проблеми. Ама ако може да се носи инсулин во инсулинските аптеки за диабетис, мислам дека може и за другите.